тука има три дела. Поименично овој објект не е споменат, тоа е прво. Второ, ќе дам на суштината, надлежноста е на општина Охрид. Деталниот урбанистички план го има донесен општина Охрид. Три градоначалници, пред градоначалникот Пецаков му подпишале одобренија за градење, платени комунали и така натака, но третиот е суштински проблем. А тоа е вака, ајде да го поставиме обратно прашањето. Еве теоретски да ја прифатиме, иако е неточна, но да ја прифатиме тезата дека е потребно да има студија за влијание врз животната средина или што и да велат. Ако ја извадат таа студија во рете, да се случува што се случува? Ако има забрана од ЮНЕСКО, веројатно нема да може. Не, тие забрана од ЮНЕСКО нема, јасни се препораките. Можеби ќе има во новиот извештај, се јас велам ова што го имаме сега. Но тие велат дека фалело студија еколошка, ако добро имам разбрано, и дека така за влијанието врз животната средина. Да, и заради тоа е спорно. Сега јас прашувам обратно. Ако се изработи таа студија во ред ќе биде, ја мислам дека нема да е во ред. Затоа што ние тука имаме морален проблем. Немаме ние легален проблем, а моралниот проблем е кој таму гради. Тоа е суштината на прашањето. Мислам дека никој не очекува дека тој профил на човек ќе е наивен да гради дивоградба. Од она што го знам, градат дури и помалку од габаритот што им го дава маркицата. Но прашањето е кој е потеклото на парите и какви пари таму се трошат. Тоа е суштината на прашањето. УЈП може да провери, ако има нешто спорно. И УЈП и обвинителството. И да се провери како и тие пари се легализираа во минатото со одлука на Вилма Русковска. Се сеќавате како се заврши случајот Империја? Да, со погодба, да се договори. Така што, по мене, тоа е суштинското прашање. Ние, ако вака настапуваме... Значи, таму се гради легално, тука нема што да прави државата. Продадено земјиште согласно сите закони, со надавање, има детален урбанистички план, има платено комунали и се гради во помал обем од габаритот. Но повторувам, прашањето е морално, не е правно. Ако е вака, дајте ни офшор дестинација да станеме, па кој стигне, нека носи капитал каков сака. Би било во ред тоа? Општината е надлежна за овој објект, но вие сега во последно време ги променивте тие правилниците за урбанистичко планирање и сега министерството ќе биде надлежно за хотелите и ако добро разбрав за големите маркети, хипермаркети со поголема површина. Зошто го правите ова? И тука имаше некои стравувања, некои забелешки дека ќе бидат на некаков начин привилегирани, дека нема да треба дупови да се носат за нив. Па, добар збор употребивте. На почеток користеа збор урбанистички хаос, завршивме до привилегирани, веројатно на крај ќе треба и да ми се извинат, затоа што само што бев избран, донесовме измени со кои што возможивме училишта, градинки, амбуланти, болници и катни гаражи да се градат во поедноставена процедура. Велеа дека ќе има урбанистички хаос, еве година и пол покасно нема урбанистички хаос, па сега користат помеки добро, тие зборови. се објекти од државен интерес. И сега ќе ги ги образложам двата. Прво, да се вратам на почеток на интервјуто. Зборувавме за мерки кои што лани ги носевме, потрошувачка кошничка заради картелско здружување на одреден број на ланец на маркети. Ние доколку сакаме цените во Македонија на производите да паѓаат, мора да дозволиме конкуренција. Конкуренцијата во моментов е невозможна затоа што овој ланец ги држи најдобрите локации, не ги пушта тие локации, не дава простор на конкуренција, а во исто време ги уништија малите и средни, популарно наречени кај народот дуќани или пилјари, крстете ги како сакате, и направија монопол и едно картелско здружување. Единствен начин да се ова разбие е на овој начин да се помогне да влезе конкуренција. Гледате дека Лидл сака да влезе, гледате дека Шпаро сака да влезе, дај Боже да сакаат и други да влезат, дај Боже и некои од македонските ланци да сакаат на овој начин да работат, затоа што таму никаде не вели во правилникот за овој важи, за оној не важи, секој што ги исполнува условите. Нема домашни странски инвеститори. Нема, ќе го има истиот третман. Тоа е во однос на маркетите и се надевам дека ова сериозно ќе влие на намалување на цените. Тоа важи за надвор од градовите? Не, тоа важи за секаде каде што имаме површина над 3000 метри квадратни. Зошто? Затоа што тоа што е суштината на 3000 метри квадратни? 3000 метри квадратни значи дека има доволно простор да се направи хипермаркет каде што ќе имаме далеку поевтини цени од оно што го имаме сега, да немаме оправданија со кирии, затоа што сега кога ќе прашате зашто ви се вакви цените, образложението е кириите, локациите и така натаму. Еве, нека се гради поевтино, нека се гради на поголеми локации, па да немаме образложение за кирии, да видиме дали ќе паднат цените. Јас сум убеден дека ќе добиваат дозволи за градба, да. Зашто сега се жалат и на бирократија многу, дека многу траат тие процедури. Не е случајна таа бирократија, таа е под влијание на овие структури кои што и кажувам. И овој напад кон мене е
потикнат од овие ланци на маркети. Знаете дека има влијание во медиумите, имаат своји рекламни договори и така натака, така што не е случајно. Значи ова ќе извинете уште еднаш за да расчистиме. Ова е за сите што се над 3000, без разлика дали се градат на државно земјиште, на приватно земјиште, во град. Треба го купат, не може ако на државно. Ако го купат на државно, да. Значи за сите без разлика каде е локацијата. И Министерството ќе им издава дозволи за градба и тоа ќе оди побрзо. Прво ќе го урбанизира, после ќе издава и дозволи за градба. Добро, и стои за хотелите? Во однос на хотелите, тука мислам дека со право имаше загриженост, затоа што и секој не мора да е едуциран доволно за законите. Што е идејата на измената на правилникот? Таму пишува за хотели над 1000 метри квадратни, зошто над 1000, согласно класификацијата на Министерството за економија кое што е надлежно, хотел со 5 звезди е над 1000 метри квадратни. Значи преведено важи само за хотели над со 5 звезди, кои што не се градски хотели, односно кои што се надвор од град. Тоа во исто време значи дека не важи за заштитени подрачја, како Шарпланина, како Маврово, како Пелистер и така натака. Не важи за подрачја под заштита на УНЕСКО, како што се Охрид, Струга и целокупното Охридско езеро. И не важи за објекти кои што се во било каква градска или урбана средина, односно да поедноставам, доколку утре дојде инвеститор и сака да изгради хотел по автопатот на коридорот 10, од Србија до Грција, затоа што во моментов нема ни еден хотел, а имаме преку 10 милиони патници, ќе може полесно да го изгради, затоа што сега теоретски, да не ми се налути градоначалникот, ми е добар пријател, треба да оди во општина Градско, каде што има многу мал број на вработени во општината и каде што годините им треба да ја направат таа урбанизација. Но велам, тука ја разбирам загриженоста, затоа што во минатото се случувале бројни злоупотреби. Еве има поминато 2 месеци од измената на правилникот, скоро и да нема некој да се пожалува, затоа што едноставно активности нема. До сега ниеден инвеститор не дошол со ваква иницијатива. А Охрид нема да може да се гради? Ниедно заштитено подрачје, не само Охрид, туку ниедно заштитено подрачје и без разлика што е донесен правилникот, до денес немаме ниедна таква урбанизација. Значи Мјалков ако дојде сега кај вас не може да добие дозвола за градба. Кај мене не може да дојде, но ви го разбирам прашањето, не. Да, добро, се завршил работа преку општината. И тоа треба да се види, затоа што треба да се види тој градоначалник кој што му дал одобрение за градење, како му дал одобрение за градење. Има надлежни органи, обвинителството и така натаму, нека се гледа. гледа. Зашто таму никој хотел не изградил 50 години, кога е последниот метрополи кој е таму изграден. Не случајно ја отворам темава. Затоа е јавноста со право загрижена. И јас сум загрижен и мислам дека треба да се истражи. Кога сме кај урбанизацијата и дуповите, дадовте една изјава овој период која предизвика доста внимание во јавноста, дека цените на становите, чинам за Скопје дека говоревте, дека ќе достигнат и 5000 евра за квадрат ако не се почнат да се носат детални урбанистички планови. Што е проблемот? Кој ги кочи носењето на тие планови? Сега еве барем сите градоначалници се практично од вашата партија. Видете, проблемот е многу тежок, но дијагнозата е многу едноставна. На прва година по економика се учи дека таму каде што се сечат кривата на понуда и кривата на побарувачка се создава цената. Ако имате голема побарувачка, а мала понуда, очекувано е дека цената ќе биде висока. Во моментов, генерално во урбаниот дел на градот Скопје, тоа се случува. Сега ние можеме до утре да водиме теоретски разговори, дека поубаво е да се живее во друг град, дека сите сакаат да дојдат во Скопје, дека тоа не е во ред и така натака, но ова е слободна држава и тоа е факт дека најголем дел од луѓето сакаат да дојдат да живеат во Скопје. Тоа е факт. И дека се потешко се може да се купи стан. Ние можеме, повторувам, теоретски разговори да водиме дали е поубаво да се живее во Скопје или во некој друг град. Факт е дека луѓето кога им растат децата, прво што гледат е да им купат стан во Скопје. И можеме вака да правиме пред себе, да мижиме и да велиме не е тоа вистина. Околу себе погледнете ги сите, тоа е така. Во такви услови ние мора да овозможиме понуда со цел цената да не е висока. Сега, не можеме да овозможиме понуда заради тоа што од популисти, од тип на левица, од тип на останати движења, невладини организации и така натака, се создаде една хистерија, каде што човек да убиете на улица се смета за помал злостор, отколку да донесете детален урбанистички план. Се бројат квадрати, спратови, инвеститори и така натака, ваши колеги новинари исто така, стори, правеа истражувачки и така натака, урбани вакви, урбани онакви.
Треба секој да е свесен дека тој популизам кој ќе се удари во зид, а сега се удира во зид, резултатот е овој. Резултатот е високи цени и дека можат да купат само оние кои што имаат многу пари. Се левица И ако се ова виновни продолжи- за тоа што не се носат Не само планови. левица, целата- Вие се плашите од јавното мислење, тоа. Јавното Зашто мислење, викам градоначалниците се јавното одбрануваат? мислење во моментов во однос на урбанизација, урбаниот дел на Скопје е негативно. И ние тоа го прифаќаме. Па тоа веројатно Откако поради е- тоа што се градат големи кули. Откако- и кај Holiday Inn се изгради, Треска се Ама, изгради, видете, треба сме чести. Ако, Карпош се изгради, кај ако војна сакаме болница. да е пониска цена, треба да се гради. И треба да се гради многу и треба да се градат високи објекти. Значи, мора и кажеме реално работите. Јас знам дека ова ми е и политички стил, кога на почеток ги зборувам работите, има отпор, кога на преска што го зборувавме за Европска унија. Луѓето не ќе да го прифатат, но после одредено време излегува дека е така. Значи, ние треба да сме искрени, отворени и фер. Во моментов, расположението е такво. Ние го поштуваме. Откако е оваа влада изгласана, не е донесен ни еден детален урбанистички план за така наречено А2 домување во урбаниот дел на Скопје. Тоа е факт. Сега треба да сме свесни за консеквенците. Ако сакаме да не се носат детални урбанистички планови, тогаш не сме никој да реагира зошто квадратот сега е 3000, а ќе стигне 5000 евро квадрат. Би разбирам Затоа што потоа, кога нема ќе чекате вие консензус да има во општеството за Не, ова? ќе чекаме Па нема барем- никогаш да има Ќе консензус. чекаме барем да се смени затоа што нас на крај на ден народ не бира, народ не гласа и ние не можеме да имаме против волјата на народот. Волјата во моментов е да не се гради во урбаниот дел на Скопје и не се гради. Па Но нека во да се исто гради, време е нечесно да се вели зошто е 3000 евра квадрат. Затоа што не се гради. Многу едноставно е. Нека да се гради. Не може да очекувате да не се гради и да е 1000 евра квадрат. Едното со другото не оди. Нека да се гради сепак овој период, на некој не му треба ни детални урбанистички планови. Знаеме за дивоградбите во Чаир, беше многу актуелна Тоа е таа друго. тема. Тоа е веќе пред, прашање за правосудни органи и така натака. Сега ние зборуваме за да се почитува Не, законот, ве разбирам, да е ве се разбирам. поред и Сега така ово ми натака. е друго прашање. Очигледно имаме проблеми со дивоградбите во целата држава. Вашиот коалиционен партнер, градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, вели дека ни општините, ни државата немаат капацитет да се справат со ова прашање, дека никој не може да руши толку објекти колку што треба да се урнат. Тој предлага да се донесе нов закон за легализација на дивоградбите. Дали е ова Јас не мислам опција? дека е тоа правилно. А, Затоа што ќе влеземе Ако во барем се приказна изградени- безкрај. Еднаш се донесе закон, втор пат, трет пат, доста е. Треба да се научиме До на што кои ќе биде правила. со тие објекти? Сега тие изградиле без да платат комунали, не плаќаат данок на имот како што плаќаат сите Мора да други- има правни последици. Еве, во рамки на моите надлежности, односно на министерството кое што го водам, ние конфискувавме објект во вредност од над 1,5 милиони на спортскиот аеродром Стенковец. Значи, вие кога влегувате во криминал, треба да сте свесни и за последиците. Едноставно не може ние да продолжиме да толерираме незаконско однесување. Значи легализација нова нема да има наскоро. Јас сум против. На крај законите пратениците ги носат. Јас не сум пратеник, но фере да го кажам мојот став дека јас сум против. Добро, ако за време на Заев Македонија беше ветена земја на некаков начин за бизнисот со марихуана, некакво Елдорадо, тоа беше многу ветувачко, многу инвеститори од цел свет доаѓа, а сега некако имам чувство дека во вашава влада тоа се енергетските објекти. Според планот што владата го усвоила во јануари, скоро 4 милиарди евра инвестиции за 60 на објекти беа вакви енергетски. Меѓу нив се протнал и овој Дака, спорниот контраверзен бизнисмен. Вие многу говоревте како опозиционер против него и практично го стопиравте градењето во Тетово. Како сега успеал да дојде на оваа листа без да забележите? Има два дела тука. Прво, јас стојам позади секој збор што сум го кажал и знаете дека заврши на црната листа на Соединетите американски држави, помеѓу другото и со делови од работите кои што јас ги кажува во јавност и таму јасно пишува во одлуката за ставање на црна листа дека имал коруптивни данија заедно со Драги Рашковски и Зоран Заев. Тоа е напишано во одлуката на Соединетите американски држави, не се му изборови. Во однос на ова, не сакам да ја земам работата на министерката за енергетика, но би сакал да ја објаснам методологијата. Тоа што владата го усвои е почеток на реализација на енергетски проекти. За тие да се завршат, има чекори, не сакам да ја отретуваме јавноста, многу време ти заиме, кои што се десетина, кои што треба да се завршат, и после тоа доаѓа одлуката на владата која што се вика овластување, каде што се проверуваат сите работи, вклучувајќи и тоа
дали е некој листа на црната листа на нашите стратешки партнери, не Европска беше унија. тоа услов за да Не, влезе затоа на е почеток? ова е првична листа на тие кои што пројавиле интерес. Тука се ставени сите кои што пројавиле интерес. Гледам голема грешка се прави во јавноста, и анализираат и ваши колеги новинари, овој бил на листата, оној бил на листата, теории на заговор се прават. Тука сите кои што аплицирале и ги исполнуваат минималните услови, има таму услови кои што не се тешки, се става на листата. Да, но овој купил таму не 2 села во Штипско, кој што видов. Не очекувам ни 10% хектари. од овие кои што се на листата, дека ќе успеат да го изведат целиот пат. Затоа што патот е доста сериозен. Но имајте предвид дека сама информираше и тоа е нивна работа, на крај на ден тие се опозиција, ние се заблагодаривме за тоа и рековме дека јасно е дека таа компанија нема да гради во Македонија затоа што е собственост на Миодраг Давидовиќ и едноставно нема да градат, јасно е. Тоа што е на црна листа ќе биде пречка, зашто Апсолутно. велам тој купил 2 села таму, илјадници километри. Тој може и 20 села декари, хектари, да со купи, некој косовски бизнисмен. но нема да гради во Македонија. Појасно не знам од ова како го кажам. Добро. Ако е тоа што е на црна листа причина, иако до сега не бил услов. Тоа е сериозна причина затоа што ние ги почитуваме листите за санкции на Обединетите нации, Соединетите американски држави, Велика Британија и Европската унија. Добро, да се вратиме уште малку на проектот Бехтелиенка, само говоревме за таа делница што не се гради, сега да поговориме малку за тие што се градат. Според сведоштва на некои работници таму што работеа, сега се отпуштени, а и според жителите кои живеат во близина на градилиштата, велат дека е намалена динамиката, дека не се гради така како што гледале да се гради минатата година. Имате ли информации што се случува, зошто отпуштаат работници, зошто се намалува динамиката? Два дела. Прво, во однос на работниците, кога работите во градежништво, различен профил на работници се користат за различни работи. Тие кои што работат една работа не значи дека знаат да работат другата работа. Некој изведува мостови, некој асфалтира, така натака и така натака. Бројот на работници не само што не е намален, туку е изголемен. Во однос на активноста, израдбата на вакви проекти не е прашање на визуализација, туку е прашање на реалност, факти и бројки. Пред мене ги имам бројките споредбено за последните 3 месеци. Да, јас го најдов последниот извештај, ова е за декември на. Еве, јас ќе ги прочитам затоа што кај мене стигаат, тоа ми е работа. Добро. Декември 24 година биле завршени работи во вредност од 10,7 милиони евра. Декември 25 година работи во вредност од 19,1 милион евра, значи 9 милиони евра повеќе. Скоро двојно, да. Јануари 25 9,7 милиони евра, јануари 26 12,2 милиони евра. Февруари 25 8,5 милиони евра, февруари 26 13,3 милиони евра или вкупно од декември, јануари, февруари минатата година 29 милиони евра, декември, јануари, февруари оваа година 44,5 милиони евра, што е сериозен скок. Тоа го покажува и Завод за статистика. Третиот квартал минатата година градежништвото имаше раст од 21%, не е само овој проект, и други, но е дел овој проект. Да, најмногу влече тоа. Четвртиот квартал имаше 16,7. Така што бројките се немилосрдни, јасни се, тие се и тоа е тоа. Добро, значи нема проблем, ништо со Бехтелиенка? Не да нема проблем, туку еве и процентуално, ако гледаме, активноста е зголемена некаде за 40% кои ги споредувате. А велите пари има, но тоа што можев да видам од последно податоците беа достапни за крајот на февруари, капиталните инвестиции на финанси, вашето министерство скоро пола ги имаше потрошено парите. Не знам дали од тоа ги плаќате овие. Подобри сме. Бехтелиенка. Реализација на Министерството за транспорт, на тоа сум многу горд, затоа што се работи за еден смислен, организиран систем. Ние лани правевме многу подготовки, веќе годинава се гледаат плодовите, реализацијата е преку 70%. Беше до февруари, тоа со март може. Се надевам дека со ребалансот ќе имаме и дополнителни средства, затоа што овие средства ние јасно е дека до ребаланс ќе ги потрошиме, што е добро за државата, затоа што нашите средства се најискористени средства во смисла на раст, затоа што сите одат во капитални расходи. Оние плаќате за Бехтелиенка или тоа се? Дел плаќаме и за Бехтелиенка, но направивме измени во законот. Имаше една голема грешка кога се потпишувал договорот, а тоа е инвеститорот, односно јавното предпријатие за државни патишта, кое што има сопствени приходи, беше исклучено од финансирање на проектот. Ние се дадовме можност и јавното предпријатие за државни патишта да финансира проектот. Да. Што се случува со Прилеп Битола? И таму исто имаше некои проблеми. Има и протести кај селото Оревовец.
И тоа се посочува како една причина се или алиби за тоа што, не знам, за тоа што има некакви застои на огромен проблем. Се враќаме пак на популизмот на левица. Еден нивни советник кој што има таму хациенда со базен и така натака, заедно со хациендата на поранешниот градоначалник на Прилеп и уште цела една екипа таму од 20 на хациенди, не сакаат да им се руши мирот, не сакаат камиони да им поминуваат пред куќите и го блокираат патот со цел да не може да се пристапи кон позаимиштето од кое што се вади материјал за да се гради автопатот. И сега тоа може да звучи вака совршено, но треба да се знае цената. Која е цената? Доколку не може да се пристапи на ова позаимиште, државата има обврска да го плаќа транспортот и материјалот кој што би се земало од приватни позаимишта. Пресметката е дека само делницата Прилеп Битола ќе чини преку 100 милиони евра плюс само заради тоа што не може да се пристапи до Ореовец. Па сега прашање од овие циркузантиве, затоа што нема друг збор освен циркузанти, кои што го лажат народот, а се ги штитат вилите и хациендите, како ќе изгледаат Прилеп и Битола ако овие 100 милиони евра наместо на конзорциумот Бехтел и Енка, кои што ќе ангажираат приватни компании, ги дадеме во развој на Прилеп и Битола. Или да поставам друго прашање. Дали е вистина дека се во сојуз со одредени собственици на позаимишта таму и земаат дел од профитот? Затоа што како е можно да е проблем Ореовец кој што се наоѓа овде, а приватното позаимиште кој што е залепено со Ореовец и се наоѓа овдека, да не е проблем? Како е тоа возможно? И како е возможно камионите за приватното позаимиште да поминуваат, а камионите за државното позаимиште да не поминуваат? Ќе разговарате ли со тие луѓе? Отидете ли таму некако се надмине проблемот? Се обидувавме да разговараме, очигледно нема разум. Драго ми е што медиумите отворија темава, таму законот ќе се примени, нема да има толеранција. Ние нема да дозволиме 100 милиони евра плюс да плати државата заради тоа што некој таму прави бизнис и си го гледа раатот и ќејфот. Имаше, според договор требаше до крајот на 2027 да заврши тој пат. Знаете во каква очајна состојба е сегашното поврзување меѓу остануваме на ветувањето и тоа ќе се случи, само прашањето е цената. Ќе заврши тоа пат до крајот на 2027. Затоа јас вака реагирам, не смееме да дозволиме по приватни джебови да отидат плюс 100 милиони евра за изградба на овој автопат. Добро, на крајот сме од разговорот, уште за автопатот Кичево-Охрид. Тука подпишавте нов 8ми анекс за овој автопат. Сега проблемот е што и кинезите, денеска слушнавме дека веќе нема да го финансираат изградбата на овој пат преку нивната Ексим банка. Може ли да се откажат тие? Не ли се обврзани со договорот да го финансираат ова? Зошто се откажува? Точно. Ние кога дојдовме, решивме да го завршиме овој автопат и влеговме сериозно во негова реализација и неголемиот дел веќе е завршен. Од 57 километри, 37 се завршени, од кои што 34 се во функција. Очекувано беше дека ќе бидат потребни дополнителни средства, имајќи предвид дека скоро 7 години на него не се работеше и нормално не се трошеле и средства. Согласно договор, Ексим банка беше задолжена да го финансира завршувањето на проектот. Ние тој надмина 800 милиони више. Па некаде околу 760-70 ќе заврши, што се уште го прави најефтин автопат што се гради во Македонија, некаде околу 13,5 милиони евра по километар. Но аз се вратам на Ексим банка. Нивна обврска беше да продолжат да го финансира. Ние се обративме согласно правилата, едно заедничко писмо од мене, директорот Коце Трајновски и министерката за финансии Гордана Кочовска-Димитриевска, тие не одбија. Дали позади тоа има политички мотиви, можам само да предпоставувам. Имаше еден чуден след на барање за средби од одредени представници на кинеската амбасада и така натака. Тука можам само да предпоставам, факти немам. Но фактите се дека не одбија. Смеат да имаме договор подпишан? Па очигледно така решиле. Вие не можете пиштол на глава на никого да ставите за ништо. И веројатно мислеа дека ние нема сме спремни, дека ќе се блокира проектот, дека нема да се гради проектот, па очигледно да добијат одредени работи кои што мислеле дека ќе ги добијат, но ние бевме спремни. Нашиот стил на функционирање и мојот и на премиерот, затоа што за овие работи ние сме на дневна комуникација со премиерот и сакам да му се заблагодарам. Нашиот стил на функционирање секогаш имаме најмалце 2 или 3 сценарија за секоја работа и го употребивме второто сценарио, а тоа е да се доврши проектот со едно синдицирано позајмување од домашните банки, кое што е при крај, го работиме и каде што ќе има исклучително атрактивна каматна стапка, што ќе е првпат видена од домашните банки, што е еден
добар импулс за домашните банки да видат дека и тие можат да работат на големи инфраструктурни проекти, што на крајот на денот е добро и за македонските граѓани, затоа што доколку парите остануваат овдека, ќе има пониски каматни стапки и за македонските граѓани. Ќе се заврши сега мај 2027 е Ќе последниот. се заврши декември оваа година, а тие 5 месеци ги ставивме за да патот добие употребна дозвола, затоа што јас се шокирав кога бев избран за министер за транспорт, а тоа е дека само 2 делници во Македонија беа со употребна дозвола кога јас бев избран. Тоа беше Скопје-Штип и тоа беше Демир Капија Смоквица. Двата работени во време на сега мојот колега во владата Владо Мисајловски, министерот за одбрана, ништо друго нема употребна дозвола. Како што ни Охридскиот аеродром не беше впишан, практично беше дивоградба, а сите го гледаме дека постои таму и го впишавме. Значи ќе се вози од нова година. Да, и затоа јас решив дека мора да ги завршуваме проектите како што треба, тоа е да си даеме рок, да го впишеме и да го имаме како имот на државата. Добро, кога ќе има нешто ново во однос на договорот со Британија за брзата железница, тука најавувавте некои рокови, но очигледно дека Таму има одиме некакви одлично, подготвителните работи течат. Кога ќе ќе се кажам знае онолку колку што Да. можам. Кој кога ќе Трасата е веќе избрана. Сега се работат потребните геолошки истражувања, потребните студии. Согласно барањата на Велика Британија не се работи само за студија за влијание врз животната средина, туку и студија за влијание врз социјалната средина, односно местата каде што живеат луѓе, се работи предпроектирање, се работи проектирање и тоа е рок од 1 година кој што лани го зададовме, ќе бидеме во рамки на рокот, тоа значи дека во текот на летото сето ова ќе биде завршено, после тоа ќе може да се подпише договорот со финансиерот, со банката и да почне она што за граѓаните е видливо, а тоа е работа на терен. Рокот останува исти, јас не случајно велев дека рокот за завршување ќе е до крајот на 2031 година, што ако броите е 5 години, колку што и Значи ветив дека негде на ќе лето биде. да очекуваме некои новини во однос на ова. Да, лето есен очекувам да го има она што е видливо за Што е со за болниците? граѓаните. Таму Министерство за здравство вели дека имаат готови проекти. Таму при крај Министерство за финансии со избор на индикативна понуда за финансирање на истите, така што се оди според истите правила. Добро, најавивте од септември дека и Скопје ќе добие првата делница од градскиот воз, од Зелениково до транспортниот центар. Кога ќе добие нови автобуси, вчера градоначалникот Орце Георгиевски кажа дека поминал тендерот овој пат, успел? Тендерот беше поднесување на понуди до понеделникот. Согласно закон мора да почекаме дали нешто ќе стигне по пошта. И веднаш по завршување на великденските празници ќе влеземе во евалуација. Согласно закон, она што можам да го кажам до овој момент е дека имаме 4 понуди. До прва ќе видиме дали по пошта ќе стигне нешто и после тоа ќе се прави евалуација на истите. Но добро е дека Значи има... ќе успее, минатиот пат го поништите, Минатиот зашто имаше само една и беше непотполна, сега имаме 4, така што е Кога би конкретно требало скопјани да очекуваат нови автобуси? на Ако е есен, се во ред? согласно правилата во јавниот повик, до есен треба да ги имаме првите 30, за 12 месеци уште 60 и за 18 уште 60. Добро, господин Николски, благодарам за овој разговор. Благодарам, беше задоволство. Почитувани гледачи, тоа беше вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Ви посакувам убави празнични денови. Се гледаме следниот четврток. Довидување.